Пациенти со инсулинска терапија од штип се жалат на крајно нехумана манипулација што им се случува веќе подолго. Лекот Джарденс, кој на повеќето од нив им значи живот, тие редовно не го добиваат. Велат, принудени се да се снаоѓаат на сите начини. Меѓу нив е и доктор Ванчо Коцев, кој воедно е пациент кој се лекува со инсулинска терапија. Проблем има со овој лек подолго време. Например, последните извештај од 6 месеци, ја го добив 4 пати, значи 2 пати не го добив, 2 месеци и морав да се снаоѓам. Пред 2 години, например, јас ја купив по карго, кај што го немаше тогаш по аптеките, го добив по карго. Па се сомневам на манипулации, пошто стално изговори од Центар за дијабет има дека они секој месец прават тендери. Кој што јас знам, тендер не се прави секој месец. Што овој лек значи за здравјето на пациентите? Овој лек за пациентите делува превентивно, значи ги штити сите дијабетичари кои што имаат срцеви заболувања и учествува во добрата регулација на шекерот. Ако пациентите не го земат овој лек, не биде даден од страна на Центар за дијабет, ако не го купат во аптека кој е скап, тогаш ќе имат тие проблеми и со регулацијата на шекерот, а ќе имат и проблеми и со Од клиничката болница Штип потврдуваат дека проблеми со редовно снабдување со овој лек има, но дека тоа е надвор од нивна одговорност. Обезбедувањето на лекот Jardiance за пациентите со инсулинска терапија е на централно ниво, што значи дека ние лекот го добиваме од Скопје, пошто на пациентите веднаш им го делиме. Ние немаме надлежност лекот да го обезбедуваме, туку само да им го предадеме на пациентите според протоколот за лекување. Изјавија од клиничката болница Штип во врска со случајот. Освен што лекот не го добиваат редовно, некои пациенти го тврдат следново. Се е нејасно и нечесно кон нас. За нас болните го нема лекот, а лекари им го препишале на лица кои од него немаат потреба. Се сомневаме дека се случува трговија бидејќи Jardiance на приватно чини 2200 денари. Изјави нашиот соговорник.